Викендот како и минатите саботи и недели бројот на тестирани и заболени од коронавирусот значително намален под 10% на позитивни од COVID-19 од тестираните во Македонија. Во петокот и во саботата аплицирани се вкупно 3250 дози вакцини, од кои 884 се аплицирани како прва доза, а 2257 се ревакцинирани. 109 граѓани примиле трета доза вакцина. За разлика од работните денови, кога процентот на заболени од коронавирусот се движи над 10 до 15% од тестираните, во неделата на изборниот ден регистрирани се 107 позитивни на SARS-CoV-2 од 1667 тестирани, односно 6,4%. Во Струмица моментално има 193 активни случаи, додека во југоисточниот регион, во Гевгелија 74 активни, Радовиш 58, Валандово 21, Богданци 18 и во Дојран 1 активен случај. Министерството за здравство во вчерашниот извештај регистрира и 247 оздравени пациенти, а пријавени се 19 починати лица или вкупно од почетокот на пандемијата 6964 починати од коронавирусот. Вкупната бројка на ковид диагностицирани лица во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 197.197. Бројката на оздравени пациенти е 183.474, на починати е 6.964, а бројот на активни случаи изнесува 6.759. Заклучно со 16 октомври вкупно се вакцинирани 799.012 граѓани, ревакцинирани се 760.317, а трета доза примиле 148 граѓани. 54% од граѓаните на 40 годишна возраст се ревакцинирани, а 33% од популацијата од 18 до 39 години примиле барем една доза вакцина. Опфатот со вакцинација со една доза вакцина на полнолетната популација е 47%, а со две дози опфатени се 45% од граѓаните над 18 години. Според бројот на аплицирани вакцини, 38% од целата популација во нашата земја е вакцинирана, а 35% од популацијата во државата примиле две дози. Комисијата денеска го усвои извештајот за дигиталниот сертификат за ковид на ЕУ и неговата имплементација низ ЕУ. Извештајот покажува дека сертификатот на ЕУ е клучен елемент во одговорот на Европа на пандемијата на COVID-19, со генерирани повеќе од 591 милион сертификати.